Почитувана публико, добре дојдовте во Крш вести, што некој ги мести. Јас сум вашиот водител Такислав Китрановиќ и ќе ве водам во светот на политиката. Еротиката, економијата, филозофијата, медицината, парапсихологијата, метеорологијата, порнографијата и кинематографијата. И неизбежно мафијата. Идеме со Крш вест на денот број 1. Во познатиот македонски хотел Александар Кенев, на брегот на Охридското езеро, не брегот на Силновата Коскаве. Брегот на Охридското, слушај. Брегот на Охридското езеро, со поглед на колекторскиот систем кој е во употреба, се одржа 7-та конвенција за здравство и останати теории на завера на Светската здравствена организација, со присуство на преку 400 доктори, лекари, екими од целиот свет. На почетокот беше изразено жалење за тоа што претседникот Доналд Трампи на квоци ја исфали оваа организација за историчка, организација на квоци ја исфали од Америка. Поради лажење, мамење со короната, што светот го чинеше ситно 15 милиони животи и доживотни забанци со вируси. Овој реномиран настан во Охрид го отвори севернокорејскиот министер. Северно-македонскиот министер. Тука некаде. Арнен Барамтари. Од коалицијата Вреди да се лаже и краде, кој кажа дека нашето министерство е пред огромен предизвик за наредната година и дека проектот кој го подготвуваат буквално ќе смени целата концепција за здравство на планетата Земја. Вау, вижи ми тртул ми врнат. Имено, министерот Барамтари рече дека се при крај на патентирање на македонскиот здравствен систем кој се покажа уникатен за цел свет. И кој навистина го ангажира целиот потенцијал на Земјата. На Земјата. Овој систем е наречен СМС, за секој стрес и болен, при што секоја болест ќе се лечи по пат на собирање средства преку СМС од граѓаните. Како и до сега. А парите од фондот за здравство ќе се пренасочат на пратениците за да можат тие да бидат задоволни и да гласаат вакви грандиозни проекти. Паметно. Се јавиле веќе 10 најкорумпирани земји, меѓу кои и братска Северна Кореја, за да го откупат патентот на овој систем со СМС и на своите граѓани да им овозможат квалитетна здравствена заштита, која сите заеднички ќе платиме. А што мислевте и ви, амор? Солидарни, излечени, кај го има тоа? За тие што ќе умрат, парите за погреб исто така ќе се собират по пат на СМС, но со друг систем кој ќе биде јавно-приватно партнерство. Умри државно, плати приватно. Ами како? Северна, ќе оди напред. Да го имавме овој систем за короната, се верува дека бројката на умрени немаше да биде помала, но барем ќе имавме уредни евиденции. Јавна и транспарентна за социјалните мрежи за сите што не напуштија. Барем охридскиот туризам цвета и мириса од ензерано. Крш вест број 2. Службеното БМВ на Министерството за политички систем, каде беше министер Арта Нежниот, личи на искубана кокошка. Па ова вест не е вест. Познато дека Арта Нежниот, што ја скубна во стилот на Грујо, кој братучет му е Сашета, всушност е љубител на Ауди. И тоа не е на своја Ауди, туку на комшиско Ауди која го поземуваше за да води на работа. Абе, не ви правам керефеки, ви кажам за да оди на работа. Веројатно оттаму му се јавило мразата кон БМВ марката и така службеното возило на министерството кое вредело повеќе од 80.000 евра. Го избркал од министерството и го дал на другарски сервис. Тие од сервисот, како за другар, му ги извадиле сите делови и правеле печалба од 60.000 еврики, кој во меѓувреме ги мрази македонците и македонските граѓани. Но многу сака да вапне од македонците и македонските институции. Си зема што ти треба, кога веќе не можеш да земаш, да не речам да черепеш, да не речам да крадеш, да не речам да ограбуваш, да не речам да плячкаш. Тогаш веќе му си јавуваш на шефот Али Баба. Нели овој што е водачот на 40 разбойници?
И почнеш да плачеш: ало шефе, не сме веќе на власт, нема тендери, нема авантан, нема фудбалче во канцеларија, сите сме на бел леб и на нешто друго бело. Што да правиме? И тога шефот се нервира и вика: сега јас ќе ги наречам македонците бугари. Папа. Уствари, ќе им кажам што мислев задните 23 години за нив. Ама поради парите и тендерите што ги земав од нив, си ќутев. Нормално и дволично, нели? Покриен газ никој не го закача. Ама сега, кога американците ми го открија газот, сите ќе ги направам бугари. Они нас не ни дава да крадеме. А секој што не дава да му се украде нешто, е бугар. Еј, тука е во право. На бугари не рече си невозможно нешто да му украдеш. Заебани се тоа бугарите, само они сака да крадат историја. Историја и други работи. И кога ќе се собере оваа вест во една реченица, би требало да гласи: од бугари не се крадат делови од БМВ, само од македонци. Епа, ќе си одговарате за деловите. Да, жими бугари в устав. Кршвест број 2 на денот. Обвинителите почна меѓу себе да се разоткриваат. Откри. Пазете да не настинете. Не дека ние досега не знаевме дека се тоа тие врз кој почива ајдуклукот во државата, ама сега каменот од блиску доаѓа, како велат. И убаво е да им го опнат каменот нивните колеги. Знаете ли колку е тешко да работи со криминалци во обвинителството? Знаеш бе? Не знаеш. Па зашто не работиш во обвинителство, бе? Не знаеш. Не знам, вели. Го гледаш ставен обвинител, демек борец против криминалот, од кој се зацрнати 100 семејства. Државата е клекната на колена, владе хаос и корупција, а тој другарче со најголемите криминалци, убици, продавачи на дрога, корумпирани политичари, од вселенската станица се гледа. Цела јавност го прозива и ти си му колега. Фактички, ако заебеш нешто, и ти си нанишан, ама немаш грб, зашто твојот колега е расипан. Едноставно знаеш дека твојот корумпиран колега, обвинител, ќе те продаде за 5 пари. Затоа што газот му е даден под кирија, а рацете му се во крв. До лактови. Истото важи за полицајците, кои си ги издаваат колегите на криминалците и ги пробиваат акциите, и си одат по родендени на децата, и по слави пијат и јадат заедно. Може и спијат. Истото важи за вработените по разузнавачките служби кои си ги шиткаат колегите и државата за пари од дилери со дрога и терористички ќелии. Како што би рекол еден наш голем мислител, азилант во Унгарија, мислам дека предпоставувате кој е, да не ви уечам, ама ки уечам. Шо би рекол вака: нешто не може да скуете, бе. Може само кратко да поуживате. Вистината е како шиво. Заебано, нели? И тоа многу заебано кога каменот ќе ви дојде одблизу и ќе дојдат по вас да ве апсат, нели? Кршвест број 4 и последна за денес. Абе, за денес, море, кенефене. Опозиционерите ни се качија на патка со глупавата стратегија за ругање на премиерот Мицкотакис. За тоа дали бил поканет или сам се поканил на инаугурацијата на Трампи. Да расчистиме, Мицкотакис ми е исто што и вие. Не ми е братучет. Ама бре, што ме воле куро, дали сам се поканил или некој го поканил? Или отишол непоканет, или отишол поканет. Премиеро е да оди секаде. Да се мува секаде, да се договари со црниот ѓавол, и со Господ, и со Буда, и со Сотона, и со Елон Маск, и со Иван Исцелител, и со Ѓуро Палица, и со Мари Ѓокица, и со премиерката на Италија, ако треба. Само Македонија да оди напред. Да ни биде добро и да не ни биде како досега. Не како досега. Тој треба да се жртвува, не ние. Ако тргнеме да објаснуваме каков крш направи овие пред него, тога се е кажано. Свршен чин, готово, гейм овер, конц филма. Се продадоа, се издадоа, се сјебаа, луѓе изгина, луѓе изгорја, немаме име, немаме идентитет. Не јебат.
не блокираат, не уценуваат, не крадат и сето ако направи уредно поканети, ги канеа секаде. За волја на вистината, секаде ги канеа. И секаде каде што ги поканија, после тоа македонскиот народ го изеде курот до Балчак. Знаеш што филмот до Балчак, да. До поканата ли еве, абе путка ви мајчина. На мајка ви зајчина. Вие поканети се мама ебавте, он не поканет одел. На руки да одите. Само крш клевети за вас. Абе не крш вести бе. Абе крш клевети бе. Ти да. Абе скинете ми се самоби дика бе. Заради вас се бориме за опстанок. Јебава вас покана да вас јебе недоквакана издајничка. Што ме гледате бе, шо? Абе се шалам бе. Се шалам, ве дупам како вие нас досега. Козаев што викаше, какво име, кој ќе го чепне името, готово. До поканата било да ме поканат на едно место. На гангбанг снимен во Уганда. Ај чао. Тоа беше се во овие кршвести. Ја се нервирате. Следните кршвести ќе видат. Абе не подобри бе. Полоши.